Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион неодамна присуствуваше на отварањето на зоолошката градина во Лирин во соседна Република Грција. Тоа е еден проект кој го работевте заедно како Центар за развој на Пелагонискиот плански регион со општина Лирин од соседна Република Грција. На ова претходеше и отварањето пред речиси година и пол на зоолошката градина во Битола. Ние имавме предност, меѓутоа бевте и ги примивте искуствата и од таму. Како се задоволни во соседна Грција од овој заеднички проект? Впрочем, станува збор за завршување на заедничкиот проект Зооиноватива, со кој што беше предвидено реновирање на двете зоолошки градини во Битола и во Лирин, односно повторно отворање на зоолошката градина во Лирин после повеќе од 30 години. И да бидам искрена, бев исклучително радосна, затоа што проектот малку се оддолжи со имплементацијата во соседна Грција заради низа објективни причини. И кога еве присуствувавме на крајот на тој свечен чин, многу сличен како оној кај нас, ми се чини дека немаше жител од општина Лирин и поширок од тој регион, а да не беше присутен таму на тоа свечено отворање. Практично, нашето задоволство и нашата среќа беше навистина и лична, меѓутоа и професионална, затоа што не само што се отвори зоолошката градина во Лирин, туку и се затвори еден проект кој што беше финансиран од Европска унија на многу успешен начин. Таа успешна приказна секако е дел од нашето портфолио и понатаму ќе служи како референца за аплицирање пред други фондови. Бидејќи мора да се знае дека Центарот за развој на Пелагонискиот регион практично беше носечки партнер, односно апликант и институција која што беше носител на околу 1 милион евра грант наменети за имплементација на проектот на македонска и на грчка страна. Знаете, кажавме веќе неколку пати, со дел од тие средства се реновираше зоолошката во Битола и се направија ред други едукативни настани, кои што беа во тесна соработка со луѓето од Лирин, затоа што искуствата кои што ги има кај нас луѓето ги пренесоа кај сега веќе вработените во зоолошката градина во Лирин, но уште поважно учеа и од луѓе од Словенија, од зоолошката градина во Словенија и од представници на ЕАЗа, за тоа што значи да се чуваат животни во такви услови во зоолошка градина според стандардите на Европската унија. Останува уште многу да се направи. Пред се тука мислам на зоолошката градина во Битола. Но убедена сум, а тоа го покажува и статистиката, пред се бројот на посетители и средствата од продажба на карти, дека со проектот кој што го реализиравме со Зооиноватива се даде една нова енергија и една нова причина зошто битолчани и луѓето од битолскиот регион, од Пелагонискиот регион да бидат дел од оваа зоолошка, да ја посетуваат. И практично таа нова енергија претворена во конкретни активности, со веќе нова финансиска поддршка заради зголемената продажба на карти, но и друг тип на продажба, дава можност да се реализира реновирањето и на останатите живеалишта, за кои што ние веќе како центар имаме изработена техничка документација. Јас кажав и кога заврши тој проект дека нашиот дел е завршен во Битолската зоолошка градина. Наша цел беше да и го дадеме тој почетен импулс, а понатаму зоолошката како независна институција, меѓутоа и оснивачот на истата општина Битола, согласно нивните програми и планови треба да продолжат со реновирање и надградување на услугите. Повторно ќе нагласам дека техничката документација која што ние ја подготвивме се однесува баш на сите живеалишта од зоолошката, не само на оние што ги реновиравме. Тоа е јавна и достапна документација и секој што смета дека може да помогне, секогаш може од кај нас истата да ја искористи. Од друга страна, во Лирин тоа е еден заокружен проект, меѓутоа станува збор за зоолошка градина во многу помал обем, бидејќи согласно грчките закони таму не се дозволува да се чуваат диви животни во заробеништво, односно во зоолошка градина, станува збор за една изложба на домашни животни, не само од потекло, од не биодиверзитет само од овие прекогранични места, туку и од цел свет, но тоа мора да бидат припитомени, односно домашни животни. Нашата најголема придобивка и најсилна научена лекција од овој проект е тоа дека
најважни се релациите меѓу луѓето и тие треба да се негуваат, дека нашата професионална радозналост со овој проект не одведе чекор подалеку, да се позанимаваме и со биодиверзитетот, со зоолошки градини, со правила, со стандарди. И тоа заврши со една награда за сите жители од Пелагонискиот и од Леринскиот крај, пред се за најмладите. Меѓутоа, заврши и со една нова самодоверба, би рекла институционална самодоверба, ако така можам да се изразам, за понатамошно партнерство со други институции, пред се од прекограничниот регион, со цел аплицирање на проекти кои што се од взаемно значење. Многу предизвици во овој проект на грчка страна, но на крајот сепак успеа и еве, непоканија бевме дел од тоа свечено отворање и навистина ни причинуваше големо задоволство. Успешно реализиран проект, големи искуства и поттик за уште поголема соработка нели во прекогранични региони. Само накратко, знам дека обично немаме обичај да ги откриваме овие работи, меѓутоа веќе подготвувате програма, имате редовно состаноци за изработка на акцијски план во иднина, се работи ли на повеќе проекти? Тоа се дел од нашите тековни активности. Знаете дека Центарот за развој на Пелагонискиот регион на еден крајно транспарентен начин врши примерна селекција на проектите кои што би биле дел од апликациите во наредната 2017-та. Така беше и досега, ништо ново, секогаш програмите, акцијските планови се соучество на сите засегнати страни. Сега сме на средина од тој процес, многу идеи, но треба да поминат низ филтерот на тоа што е желба, а што е опција, што може да стане реалност. И се разбира со консензус на сите засегнати страни кои што се дел од процесот, тој акцијски план ќе биде изработен. За нас ќе представува не само исклучително корисна алатка, туку и законска обврска, како документот кој што ги црпиме, предлозите кои што ги развиваме во апликации. Се надевам дека и оваа година, како и минатите, ќе имаме многу практични идеи кои што имаат кога ќе се реализираат голема видливост и значење за жителите на Пелагонискиот регион и дека ние како институција ќе успееме повторно уште една наредна година да привлечеме доволно средства за дел од нив да се реализираат.